Кажете ни, кои се причините воопшто за појава на бърнаут синдромот? Добро утро, поздрав до гледачите на Нова телевизија. Бърнаут синдромот станува се почесто, да го кажеме, заболување, а е последица на хронична изложеност на стрес или подолготрајно изложување на повеќе стресни ситуации. Во кои професија најзастапен овој синдром? Тоа се новинарските, докторски професии, сфери професии во медицината, медицински сестри, доктори и другиот медицински персонал. Потоа исто тука спаѓаат работниците кои што работат во фабрики, заради подолгото работно време, изложување на повеќе работа од она што треба. Адвокати, економисти, скоро сите се зафатени изложени на бърнаут синдромот. Кои се вашите совети и препораки за да не дојде до бърнаут? Како треба превентивно да действуваме? Превенција имаме индивидуални превенции и превенции кои што се од страна на работодавецот. Индивидуалните превенции се започнување на денот со ритуал кој што не исполнува. Дали е тоа пиење кафе, дали е гледање телевизија, поминување тој пола сат со блиска личност, баш на потоа посветување на време на одмор и на социјализација, поттикнување на некое хоби кој што имаме, водење на здрав начин на живот, здрава исхрана, физичка активност, што повеќе, пошто физичката активност е најголем балансер на стресот, а бърнаутот последица е на стресот. И сега многу важно е, превентивата од страна на работодавецот. Бърнаутот не треба, односно професионалното соворување не треба да се гледа како индивидуален проблем кај една личност, него треба да се гледа као глобален проблем. Односно, секој тим треба да има супервизор, меѓутоа тој супервизор да не биде критички настроен кон тимот, него да биде едукативно, со поддршка, да го контролира тимот, да има добра организација на тимот, поединците од тимот кои што ги бива да управуваат со тимот, да бидат лидери на тимот, што помалку администрација, административни работи, теренската работа да биде исто добро организирана.